Таа е инспирација за младите, успешна инфлуенсерка и креатор на контент содржина, но исто време и посветен студент. Симеона Томова покажува и докажува дека страста и дисциплината може да одат рака под рака. Покрај студиите, таа стои зад својот моден бренд Revoar by Simona, каде што сама ги шие, дизајнира и обликува своите модни парчиња, внесувајќи свој личен печат во нив. Денеска се дружиме со Симеона Томова. Добре дојде, Симона, како си денеска? Јас сум одлично, фала на поканата, како си ми ти? Одлично, јас ти благодарам. Морам да те пофалам дека денеска изгледаш прекрасно. Кажи ми колку време треба да се спремиш да изгледаш вака добро? Денес да ти кажам, обрнав посебно внимание, така да ми треба 40 на минути, дека ја спремав малце и косата. А инаку се трудам малце да биде по лоу-ки, со 15-20 на минути спремање. Дали си секој ден вака добро спремена или само вака за некои специјални моменти? Па за специјални моменти, специјално спремање, ама јас се трудам секој ден да изгледам добро. Да не е премногу, ама сепак да изгледа добро. Супер, Симона. Кажи ми како започна твојата приказна како инфлуенсерка? Мојата приказна како инфлуенсер започна најспонтано на овој свет, затоа што уствари кариерата ми почна со победата на Influencer Awards и многу спонтано со другарка ми која што исто така е инфлуенсерка Каролин Велковски се пријавивме на Influencer Awards, она се пријави во Entertainment, јас се пријавив во Lifestyle и на луѓето многу им се допадна моите видеа кои што ги креирав за нив и така победив и уствари баш така најспонтано почна целото тоа. Претходно го споделував животот како креирам за мојот бренд Revoar и така уствари споделував малце тука од животот, малце како цртам, како дизајнирам, како ги правиме продуктите. Од таму тргнав да споделувам и што вежбам, што јадам, како го поминувам времето. Кога патувавме, снимавме некои влогови и мислам дека на публиката и се засвиѓа тоа. Победив на Influencer Awards и од таму почнав да добивам соработки и така уште оди приказната. Да, Симона, јас можам да потврдам дека си една од омилените помеѓу младите. Кажи ми од какво значење на ваква млада возраст да освоиш толку голема награда и признание за инфлуенсерка? Мене ми значеше премногу што некој ми доверил внимание за внимание. Може да кажам повеќе доверба, затоа што вниманието е повеќе минливо, а довербата останува. И така и се гради тој инфлуенс, нели? Затоа што некој ќе ти поверува дека продуктот кој што ти си го користил, му го препорачуваш и нему, без разлика дали е скинкер, дали е шминка. И мене ми значи многу. Секој пат кога ќе добивам прашање што користиш, сега што ја оцртуваш устата, кој кармен го користиш, која маскара користиш, и јас се добивам као знаеш, таа личност не ми верува дека ќе ја дадам добра препорака, дека ќе ги користи тие продукти и самата награда за мене беше тоа што вау, затоа што стварно не очекував. Јас бев премногу изненадена и тоа што реков. Сега планирам да го оправдам, ама не кратко трајно, туку баш долгорочно, затоа што ве помина и 2 години и мислам дека ја оправдувам таа награда, титула да кажеме. Кажи ми, која е твоја најголема поддршка и мотивација која те креираш нешто? Па, може да кажам дека баш поддршката од луѓето кои што ме пратеа и тоа што оние луѓе кои што ме пратеа од стартот ми се најголема мотивација да продолжам, затоа што си имаме веќе еден начин на комуникација со фидбек. Значи, јас кога креирам, не го креирам еве ви го продуктот и вие ќе го обожавате. Не, туку работиме на принцип за Валентайн го спремавме овој корсет, затоа што јас сакам да менувам, сакам да експериментирам, сакам да пробувам. И баш секогаш, особено со онаа база која што ја развив на почетокот, затоа што многу нив сега сум и пријателка и комуницираме на таков начин. И ми е мило што добивам и критики, затоа што после можам да се поправам. Со Revoar експериментирав многу со брендот и сега мислам конечно најдовме некој правец кој што баш ми лежи на срце, а со снимањето сега одскоро имам нов правец со факултетот, а исто така таа поддршка ја дојдов од колегите пример. И ми е многу мило, можам да кажам дека луѓето кои што ме пратат ми се најголема инспирација. Кажи ми како изгледа еден обичен ден на Симеона, што правиш кога ќе станеш од сабајле наутро до вечер? Имам 2 живот. Значи буквално која може да ме сретнеш еден ден да бидам како што правев минатите месец и пол, полагав 6 испити у 2 недели.
И јас спремав првата недела 4 испити. Јас денот го поминував од сабајле до вечер учејки, а прима сега сум при крај со испитна сесија, имам веќе договорено патување, еве сега сум тука, ќе снимаме со Султана, што ми е другарка, настани, било како, така да секој ден зависи од тоа у која професија доминира у моментот. Ако сум главно студент, живеам претежно учејки, ако сум или на пракса, пример ако не сум у сесија, а ако сум у мојата инфлуенсер мод, тогаш малце поинтересно, со настани, со дружење, со снимање, излегување и така. Дали тоа значи дека може ни потврдиш дека може да се има еден баланс помеѓу приватен живот и професионален? Најдефинитивно. Јас мислам дека балансот го ствараме ние и 100% можеме да креираме се што ќе замислиме, ако го ставиме мозокот да најдеме перфектна средина, ќе најдеме. Што би им препорачала на младите кои сакаат да појдат во животниот правец сличен на твојот? Да скокнат. И јас го многу пати имам зборено на TikTok и луѓето се бунат кога ќе речам, кога викам скокајте, луѓе скокајте, затоа што некако сум под импресија дека ние повеќе мислиме отколку што правиме. Немате толку многу да размислувате, затоа што луѓето кои што се пола добри од вас ве надминуваат само затоа што не размислуваат толку многу. Јас на сите викам, ако сакаш да снимаш, снимај. Ако сакаш да дизајнираш, дизајнирај. Ако сакаш да студираш медицина, студирај. Се што ќе замислиш, се можеш да направиш. Така да само да бидете похрабри и побрзо, поагресивно да действуваат луѓето. Еве многу од младината се плашат од негативни коментари и критики од јавноста. Кажи ми дали ти добиваш и како се соочуваш со тоа? Јас пливам у негативни коментари, што затоа што малце двете професии ми се неспојиви, инфлуенсерство со медицина, некако на луѓето не им доаѓа природно, они тоа не може да го спојат у еден карактер, а јас мислам дека се е можно и ја спојува на овој свет, така да често добивам такви коментари и некојаш знаат да ме допрат, особено кога алудираат на нешто што укажува на мојата стручност, а мојата стручност нема врска со моите видеа и како да се борат. Негативни коментари секојаш ќе има. Што да направиш вака сега да мрднеш со прстот, некому нема да му се засвиѓа. И тоа е окей. Секој има право да си каже што мисли. И апсолутно ако тебе ништо не ти значи таа особа, јас мислам дека не треба да се зема во обзир. Едино ако е критика. Критика треба да се знае да се прифати за да можеш да напредуваш. Значи им советуваш да се малце похрабри и посамоуверени. А кажи ми кога свати дека модата е твоја страст? Јас мислам дека таква сум се родила. Јас на сите зборувам, таков треба да се родиш, значи да сакаш. Јас цел живот танцувам. Сакав да пеам, сакав да танцувам, сакав да ги бирам корсетите. Не корсетите, овие креации беше ги правеше мојата професорка по танц. И секогаш сакав да знам, сега тука што ќе ставите, сега тука што ќе ставите. И после како почнав да се досакам, да се дотерам, нели како пораснав, почнав да сечам на мајка ми ствари, па да ги шијам вака, па да ги лепам вака, така да јас дефинитивно таква се родив, само напредував, се после усовршив у тој дел. Браво, Симона. Кажи ми што те мотивираше паралелно со модата да студираш медицина? Исто пак таква се родив, затоа што уште од мала сакав да бидам докторка. Ова нема да им се допадне на луѓето, кој што ќе го кажам сега, тоа дека во хороскоп сум девица. Луѓето многу го мразат хороскопот иначе, јас не знам зашто. Нема врска. Јас сум девица и ние у просек работиме здравство. Затоа што ние сме the mom friend. Ние сакаме сите да помагаме. И некако најприродно ни иде да работиме у здравство, без разлика дали е сестра, дали фармацевт, било што од областа на медицината, така да мене природно ми иде сега ти да ми кажеш дека тебе те боли глава. Јас и да не студирам медицина, јас одма ќе ти кажам. Каде те боли? Што те боли? Имаш пиено вода? Тоа ми е инстинкт. И мислам дека 100% ми се стопаѓа со карактерот. И можам да се согласам со тоа. Кажи ми, колку е тешко да се балансираат медицината и креативната работа? 100% е лесно, затоа што медицината е многу креативна наука. Како што оди процесот на изработка на еден корсет, чекор по чекор и се е поврзано, ама мора да го имаш смислено од целиот процес уште пред да почнеш, така работи целата медицина. Се оди од прво се прави анамнеза, па се прават диагностички процедури, се поставува работна диагноза, конечна диагноза, се дава терапија, се прави рехабилитација. Истото се одвива и у модата.
кога ќе размислиш малце повише, они се доста поврзани. Како што треба за да бидеш добар дијагностичар, да размислуваш у многу правци, така треба и у модата да смислуваш начини како да го постигнеш ефектот кој што го сакаш. Така да они се за мене перфектно се служуваат и нема потреба ни за труда да направиш баланс. Мозокот ти работи у ист правец и у двете професии. Кажи ми од каде наоѓаш инспирација за твоите модни и дизајнерски парчиња и дали медицината ти помага во креативниот процес на некој начин? Јас знаев дека ова ќе ме прашаш и затоа да ти кажам дека го имам спремено овој одговор ептен, че јас живеам на Pinterest. Јас мојата инспирација ја наоѓам од други креатори, од креации кои што порано постоеле, затоа што поише ми се свиѓа оној покласичен гламур и дефинитивно тоа порано постоело така 90-тите, нели, повеќе таа мода и така да јас живеам на Pinterest и се трудам секогаш да следам и што е ново и од таму да црпам инспирација, а и кога патувам да гледам различни култури, па и успоред тоа што од каде ќе исцрпам, да правам такви креации да го ширам на нели полето на кое што креирам. Така да, Pinterest, патување, дали медицината ми помага? Овде морам да кажам дека не ми помага, туку дека знаеш кога почнеш да размислуваш, мозокот ти ствара нови синапси, малце медицински и Малце едукација. Малце едукација и мозокот ти е трениран веќе да бара начин, да бара решение. И можда така ми помага едино, ама се инспирација конкретно не. Кажи ми каде се гледаш во иднина, како докторка, дизајнерка или двете можеби? Може ли докторка дизајнерка? Супер го кажа ти, јас баш така би се гледала затоа што многу би сакала да работам како лекар и се надевам дека ќе имам прилика и да земам добра специјализација и понатаму да јас би сакала стварно цел живот да се усовршувам. Многу ме интересира се што има, не сите полиња на медицината, ама голем дел од нив многу ме интересираат, ама не би можела да го оставам тој дел од мене што се интересира за мода. Еве дури и да не се конкретно занимавам со дизајнерство во некоја поголема форма, за мене секогаш би шиела. Или пример кога имам деца, мене би ми било умилено нешто, особено ќерки ако имам здравје, јас би сакала нив да ги облечувам нон-стоп, да им шијам, да им цртам барем, тоа би било голема желба. Да пренесеш твојата креативност на нив. Да, дефинитивно. Кажи ми како се роди идејата за твојот бренд? Многу спонтано, значи исто како инфлуенсерството, баш зборевме преска дека тоа што ќе ти дојде спонтано е најубаво и јас ти викам цело време нешто сечев, мајка ми ќе ме скара, зашто си го исекла ова, го купивме вчера, ама јас имам визија. Значи треба во животот за да успееш да бидеш визионер. Значи јас ја гледам сега тука блузава, ама мене не ми се свиѓа така. Но јас веќе смислив начин како да јас подобрам таа блуза. И така цело време шиев нешто за мене. Прво преправав, после шиев и случајно за едно патување у Париз, затоа што спијам нели на Pinterest, а тоа што мода беа овие бисерни чантички. И јас викам не готово, јас тоа морам да го научам да го правам и морам да имам бисерна чантичка и бисерен топ. И после си викам зашто не го направам ова да биде како цела една мини колекција. И си викам па сега секако ќе го носам, ќе го сликам. Да го објавам, може би некому ќе му се засвија. И така почна. Го објавив, се сликав, ги објавив стварите, на луѓето многу им се допадна и тоа што стварно многу добро работевме со тие чантички, затоа што уште не беше толку не знам дали имаше некој друг што го работеше пред мене тоа во Македонија, така да беше супер. После тоа стана малце популарно, ама се уште ги правам и тие покрај фустаните, а некој кому треба. Браво, Симона. Кажи ми дали превземањето ризик е клучен фактор во креативноста? Дали треба се преземат ризици? Пресметани ризици, јас би рекла, затоа што ако земеш некој преголем ризик, а има голема доза на неисплатливост, некој процент кој што е голем процент кој што е страшен, тоа не е, затоа што секогаш работам на принцип биди храбар, превземај ризици, ама да не биде тоа сега ептен избрзано, да не биде дека промовирам некоја избрзана агресија непромислена, у никој случај, ама да размислиш ако има голема доза на исплатливост, дефинитивно. Што значи името Ревоар бај Симеона? Инспирирано е тоа што патувањето нели беше баш во Париз и цело време се мислев, че имав најдено некој пак на Pinterest нели ими ги интересни, ама сето тоа ми беше веќе некако слушнато.
и бевме во една опера во Париз, преубава, и си викам како да се вика, веќе последни денови сме таму, јас уште немам смислено име и вака ја креавам главата и пред мене пишува Au revoir. И викам, тоа е тоа, ова е знакот што ми требаше. Кажи ми, во иднина додека би имала можност да ете во некој друг град, имаш своја ателие или модна куќа, каде би било тоа? Дали тоа би било Париз или на некое друго место можеби? Па јас мислам не дека Париз е така моден град, туку дека таму ми почна приказната, тоа би било ултиматен сон. Посакувам Симеона искрено тоа да се отствари. Кажи ми, од каде учеше техниката на шиење? Од баба ми. Баба ми 30 години работела како шнајдерка, кројачка и е стварно можеби најталентираната особа што ја знам и не само што е талентирана, е најамбициозната и дисциплинирана жена што ја знам. Она поминала периоди у кои што секој би се откажал, ама не ни помислела да се откаже. И таа љубов се гледа, уште кога ќе ја видиш неа, она ќе ти каже ова вака можам тука да ти го поправам, ќе ти изгледа 100% подобро. И гледајќи ја таа жар што ја има во неа, и јас уште повеќе се инспирирав дека тоа е тоа што би сакала да го правам покрај медицината и она ми е главен професор. И главна мотивација. Две во една. Кажи ми, дали во денешно време е полесно да се успеете како бренд или е потешко од порано? Би рекла дека е потешко од порано, затоа што порано беше поретко, еве кога почнав, стварно бидејќи немаше брендови што изработуваат такви чантички, беше многу полесно. После кога веќе беше посатуриран маркетот, беше малце потешко. Сега веќе имаме толку прекрасни ателија, толку прекрасни дизајни, што можда сега нас има нормално нели поголема конкуренција, ама тоа е подобро, затоа што секој бренд треба да си ја најде својата публика. Ние не сме исти, немаме слични дизајнери многу, така да секој бренд си има својата публика. И брендот ќе биде среќен кога личностите ќе се 100% задоволни, а личностите, тоест клиентите ќе бидат уште позадоволни затоа што ќе носат тоа што стварно ги исполнува. Така да дека е потешко ама е подобро, затоа што знам дека моите клиенти 100% биле сигурни дека сакаат од мене да земат нешто. Што би им препорачала на младите девојки што сакаат да станат идни дизајнери? Дали имаш некоја порака за нив? Да цртаат и само да вежбаат. Значи нема ништо како пракса. Тоа го знам по себе затоа што јас се време викав јас не знам доволно. Сега ќе правам повеќе ташни и така по специализирани аксесуари затоа што јас не знам доволно. А зашто не знаев доволно? Затоа што јас не седев дома да шијам со стаати. У моментот кога почнав дома да седам и да шијам, и да грешам, и да кршам игли, и ја проучив машината, така ја расчешкав цела, сега знам да ја расклопам, тоаш сватив дека само така ќе напредувам. Така да само тоа можам да го кажам, дека само со цртање, само со шиење, тоест дизајнерки конкретно не мора да шијат, тоа што јас имам љубов и да шијам е сосем друга тема, ама значи само да вежбаат. Кажи ми колку време ти е потребно да се изработи, еве на пример еден фустан? Па се зависи од тоа каков е фустанот, затоа што ние правиме и едноставни модели, а оние модели што мене ми лежат баш на срце се оние кои што имаат нешто кое што затоа што делот со шиењето го прават шнајдерки, делот кој што има нешто што треба рачно да се направи, затоа што во тој дел сум јас пообучена, го правам јас. Така да тие кај што има рачно везење, кај што има некои посебни форми, у кои што пример треба да вклучиме и други особи кои што ќе го изрезбаат тоа, или ако треба да се везе, или што ќе го извезат тоа, се зголемува времето на продукција. Не дека само по себе ќе опфати толку време, туку кога треба повеќе страни да допринесат. Знаеш, од тука да го земеш, да го носиш таму, па комуникација измеѓу сите тие особи, тоа е делот кој што одзема повеќе време и затоа ни треба најава на нас. Секогаш викам, ве молам, ако е нешто покомплицирано, барем месец унапред, за да можам, знаеш, да закажеме термини и да испланираме се, да направиме консултација и да видиме колку време ќе ни треба. А инаку, ако е некој едноставен модел, краток период ни треба.
Тука ми го одговори до некаде моето следно прашање, дали сите модели ги дизајнираш и шиеш сама? Тоа многу луѓе ги буни, затоа што јас многу често снимам како јас шијам. Тоа е затоа што јас се учам и затоа што имам многу голема љубов за шиење. А инаку го прават професионалци целото тоа, не некој што се учи, затоа што не би било фер, нели, да добијат продукт од некој кој што се учи се уште. Така да јас делот кој што го знам многу добро, затоа што веќе 4 години измислувам начини како да се направи овој аксесоар, па како да се направи оној аксесоар и затоа што многу време везам. Тоа е мојот дел и тоа го правам јас, другото го прават професионалци од таа област. Кажи ми, која би ти била онака некоја крајна цел на твојот бренд? Ова е многу тешко прашање за мене, затоа што у некој друг свет, у кој што можеби не би ја сакала медицината толку многу, би се посветила фул на дизајнирање и би сакала нормално да имам моја ателие, онака како што го замислувам и сонувам сега. Ако добијам прилика да можам да се занимавам и со медицина и да имам ателие, кој што, јас можам да цртам у слободно време, ама да може да работи без мене, тоа би рекла дека би било така, многу би ми било сладко на душата, да можам да работам медицина, а повремено да консултирам у ателие кој што би било мое, ама ќе ми одзема многу време медицината, така да ќе ми треба да функционира само по себе. Се надевам ќе се снајдеш со тоа. Кажи ми, колку е важна автентичноста за успех на социјалните мрежи? Автентичноста е единото нешто што е важно за успех на социјалните мрежи. Скоро имав една објава у која што напишав ако си како сите други, тоа зашо им требаш? Зашо ни требаат нас 2 Симеони, 3 Симеони? Не ни требаат. Нас ни треба Симеона, ни треба Султана, ни треба Каролин, да си бидат такви како што се, затоа што луѓето кои што те следат, ќе те пронедат и ќе те сакат баш затоа што си таква како што си. Така да, јас би рекла сите да се прикажуваат такви како ви што си се, да не се трудиме сите да бидеме cool girl, затоа што јас поминав многу време трудејќи се да се облекувам cool, да изгледам cool на слики, и јас не сум cool. Јас сум си малце по штреберски тип. И тоа оддалеку ми се познава, немам никако да го скријам ни да сакам. И ако се трудиш да привлечеш cool публика, пример конкретно за мене, тоа не е мојата публика што ќе ме сака што и да направам. А ако снимам и се однесам природно како што ми доаѓа, тоа ќе ме следи публиката која што ме сака баш поради тоа што сум така како што сум. Кажи ми, Симона, има доста коментари помеѓу граѓаните кој факултет на медицински е подобар, дали е овој во Скопје или тој во Штип, кој е поквалитетен. Кажи ми го твоето искрено мислење, дали мислиш дека има некоја разлика? Често имам такви коментари на видеата и искрено ми е криво зашто цело време се водат такви борби, затоа што и двата факултета при двата универзитета продуцираат одлични лекари, тоест ќе бидат идни лекари и мислам дека не треба воопшто да се води таква борба и со оваа прилика сакам да укажам дека и двата факултета имат иста тежина. Студентите кои што сакаат да научат, ќе научат. Пракса има простор да се види и у Штип, а од Штип имаме исто така прилика и да одиме на пракса у Скопје, еве како што одам јас. Така да, апсолутно, мислам дека нема потреба за такви борби и јас видеата кои што ги снимам за факултетот никогаш не беше идејата да се води таква битка. Беше да се прикаже животот на еден студент. Тие видеа ги снимам за да прикажам како живееме и да дадам некој тип и трик на моите колеги. И баш би ми било мило ако колегите се малце посплотени и да не се бориме повеќе УГДВ со УКИМ. Каде мислиш дека потекнуваат тие коментари на споредба на двата факултети? Зошто има таква поделба? Затоа што нашиот факултет у Штип е релативно нов. И сега им доаѓа чудно на луѓето зошто имаме медицински факултет, затоа што професијата е многу одговорна. И јас сметам дека они мислат дека ние не продуцираме доволно добар кадар. Што јас имам толку талентирани колеги, толку дисциплинирани, што 100% верувам дека ќе биде добар кадар, ама колегите од УКИМ сметаат дека затоа што ни е различен принципот на функционирање, не имаме кредитен систем на УГД, нив тоа не им се свига затоа што мислат дека пое рамноправно оценувањето со принципот кој што го имаат они. Имаме многу разлика во функционирањето на факултетите и тука главно доаѓа таа поделба. И сега значи имаме различно функционирање и плюс нашиот универзитет е многу по-нов и тука им доаѓаат на луѓето тие
тие желби да кажат дека УГД е лош. Ама не е. Дефинитивно не е. Мислам, тоа уиднина доправа ќе се гледа. А кажеш ми за крај, Симеона, каков е твојот љубовен статус? Ќе откријам малку, инаку имам план да биде приватна таа тема, затоа што мислам дека така треба да остане, дека имам партнер, имам, ама тоа би било тоа. Не сакам да биде тајно, сакам само да биде приватно. Ти благодарам, Симеона, на одвоеното време и на ова прекрасно интервју. Ти посакувам многу успеси и сите соништа да се исполнат во иднина. Посакувам на сите да не се исполнат соништата и уште еднаш огромна фала до Хајп што ме поканија. Јас сум Симеона Томова, а вие гледате Хајп Македонија.